Почитувани гледачи, вие сте на програмата на КТВ телевизија. Во недела на 15 октомври граѓаните во Република Македонија гласаат на локалните избори. Општините ќе избираат своји градоначалници и советници. КТВ телевизија им отстапува по 15 минути време на сите кандидати за градоначалници во општините Росуман и Градско. Со цел рамноправно представување на сите, ние понудивме 15 минути, а кандидатите по собствен избор одлучија да искористат дел од овие минути. Во оваа емисија ги пренесуваме представувањата на кандидатите за градоначалници во Росуман, од ВМРО ДПМН Стојан Челазов и од СДСМ Бранко Јанев. Почитувани сограѓани, соочени со предизвикот на денешното време, време на несигурност, на неизвестност, но и време кога треба да надвладее разумот, стоиме исправено и гордо пред вас, исполнети со нови сили и елан за работа, за решавање на проблемите кои се исправаат пред вас. Од последните избори поминаа 4 години, а ние повторно сме исправени пред вас да ја побараме вашата поддршка за нов мандат на овие локални избори. Барејќи од вас поддршка за новиот мандат, не можеме да не подсетиме дека досега успешно работевме, ги решававме вашите проблеми и ги реализиравме сите ветени проекти за Росуман. Пред вас, јас сега ќе подсетам за посветеноста, за исполнителноста, трудолюбивоста и решителноста за она што ќе се вети да се сработи. Ќе набројам само дел од тие проекти кои не се така мали со оглед на буџетот на општина Росуман. Вкупно се асфалтира над 15 километри улици во сите населени места. Вкупно се асфалтираа локални патишта од 19 километри или 7 локални пата во 5 населени места. Вкупно се асфалтира 20 километри регионални патишта во општината. Уредени се централните подрачја на сите населени места во општината. Изградена е канализација со вкупна должина од над 5000 метри. Изграден е водовод со должина од над 5000 метри. Комплетно е решено водоснабдувањето во целата општина Росуман. Изграден е и резервар за водоснабдување од 250 метри кубни. Изградена и пуштена е нова детска градинка. Изградена е нова физкултурна сала. 9 игралишта за фудбал и други намени. И 5 за најмалите со детски реквизити. Изграден е парк во дворот на старото училиште, а реконструирано е старото училиште. Изградивме и ново училиште во село Паликура. Реконструиравме 5 училишта комплетно од темел до покрив. Направени се тротоари во Росуман, Сирково, Манастирец, Трстеник и Паликура со вкупна должина од 4 км или 16.000 метри квадратни тротоари. Или вкупно, досега во општина Росуман сработивме над 200 проекти. Проекти кои вие ги гледате, ги користиме и служат вас и на вашето семејство. А не се од типот нудиме воздух или живот, какви што ни нудат нашите политички противници, бидејќи досега имаа само проекти од ветер и магла за Росуман, а ја имаа власта 12 години. Сето ова ни дава нам за право да речеме дека она што е препознатливо за кандидатите за градоначалници на ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобро Македонија и за советниците е нивната посветеност, истрајност и нашата решителност да ги реализираме проектите кои ги ветуваме пред секој мандат. Ние ви нудиме реално остварливи проекти кои се гледаат, а служат за вас и за нашите деца, а не како нашите противници во политиката кои немаат ништо конкретно да понудат, а го бараат вашиот глас. Дозволете да набројам неколку проекти од нашата програма кои со сигурност ви тврдам дека ќе бидат реализирани во наредниот период. Нова училница и нова енергетска фасада во основното училиште Пере Тоши. Изградба на музеј на виното и библиотека во Росуман. Средствата се веќе обезбедени и ова ќе биде прв музеј во регионот од ваков карактер. Асфалтирање на локалниот пат Манастирец Трстеник. Првата фаза е во тек, односно веќе се гради овој пат, а ќе го скрати патувањето на жителите на село Трстеник до Кавадарци за 5 до 7 километри. Исто така ќе овозможи да се реновира и постоечкиот мост, бидејќи не може без пристап на Трстеник да се реновира мостот. Асфалтирање и реконструкција на преостанатите улици во целата општина Росуман во должина од 5 километри. Изградба на тротоари во целата општина, односно ќе се продолжи со изградба на тротоарите секаде каде што дозволува ширина на улицата. Уредување на централното подрачје на Росуман и Сирково.
Поправки на полските патишта во повеќе атари. Ќе се продолжи со поправка на полските патишта, но и ќе се одводнуваат подземните води кои што ги оштетуваат. Доградба и проширување на детската градинка. Во новиот мандат ќе се догради нов дел за прифаќање на сите дечиња кои чекаат за престој, додека во Сирково ќе се изгради каптажа и нов цевовод, бидејќи изворот Браница е многу одавна направен и има загуби во вода, ќе се изгради новата каптажа за подобро снабдување со вода. Изградба на дел од атмосферската канализација во Росман, изградба на собликувална фудбалските игралишта Трстеник и Манастирец, изградба на дом на културата во Старото училиште во Росман, изградба на простор за целодневен престој за пензионери, односно тие целодневно да се дружат. Донесување на урбанистички план за Росман. Најважниот документ за доуредување на Росман е изработката на нов урбанистички план за Росман, со што ќе се олесни добивањето на дозволи за градби, но и ќе се завршат неколкуте улици кои не се решени имотно правно. Реконструкција на уличното осветлување во сите населени места. Во целата општина Росман ќе се сменат уличните светилки со нови, исти или слични како оние на главната улица во Росман. И многу други проекти кои се напишани во нашата 4-годишна програма за работа. На градоначалникот Стојанче Лазов од ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија со реден број 13, како и за листата на советници со истиот број. Почитување со граѓани. Вие од секој сте знаеле да ја цените посветеноста и работливоста. И на крајот да го дадете својот глас за кандидатот кој вредно работел и го промени ликот на нашата општина. Стоејќи сега овде, сакам само накратко да потенцирам дека нашите политички противници СДС, освен оговарања, клевети и кодошња, ништо конкретно не понудија на овие избори. Само слики од мои проекти кои се изградени пред 9 години, а се оштетиле, или слики од ненавремено изчистени тротоари и слично, но јас лично ниту им заверив, ниту им се налутив. Но, бидејќи сакав да одговорам соодветно, барав да сликам барем еден проект кој се направил во 12 години кога СДСМ беше на власт и имаше свој градоначалник. Верувајте, ништо не најдов направено во нивно време. Нема изградени проекти, немаше вода, немаше улично светло. Калливи беа улиците, ниеден локален пат не беше асфалтиран, тротоари нема, значи 0 квадрати, дури и кираџи бевме во сопствената општина. СДС и сега, кога ја барат вашата доверба и вашиот глас, немаат во понудата проекти за вас. Но тие размислуваат доселување на мигранти, за албанскиот јазик да го направат службен јазик, да ја сменат нашата историја, но и да го сменат името на нашата татковина. Да ги укинат субвенциите, да можат да затворат уште некоја фабрика, како Скок Трейд во некое време. Но никогаш во изминатиот период не направија ништо за жителите на општина Росуман, а беа на власт. И нека се сети некој дека што е направено за овие години додека СДСМ било на власт. Сега тие велат, централната власт е со нас. Добро, ама пак, дали некој ќе се сети дека имаат направено нешто кога беа на власт и со влада, и со градоначалник во општина Росман. Пак ништо нема. Почитувани, затоа ве повикувам уште еднаш да излезете на избори и да го дадете својот глас за бројот 13 на мене како кандидат за градоначалник од ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија и на советничката листа која предводат успешни луѓе со идеи за Росман. Со давањето поддршка на нас ќе имате свој градоначалник и свој совет кој ќе продолжи со работа, со изградба, но и со решавање на проблемите на граѓаните на општина Росман. Вашиот глас на овие избори ќе значи повеќе проекти, повеќе изградба и подобра иднина за вас и за вашите деца. Вие, со заокружување на бројот 13, одлучувате за просперитетот на општина Росман и за просперитетот на Република Македонија. Затоа, ние во новата ера за Росман и за Република Македонија имаме мото, а тоа е секогаш работа, секогаш Росман и секогаш Македонија. Да сте живи и здрави. Почитувани граѓани и драги пријатели, останаа само уште 3 дена до локалните избори, на кои вие со вашиот глас ќе одлучите која од понудените политички опции ќе ја добие вашата доверба. И во наредните 4 години ќе ги застапува вашите интереси на локално ниво. Предпоставувам дека добро ме познавате, но сепак е ред да се представам. Јас сум Бранко Јанев, кандидат за градоначалник од редовите на коалицијата предводена од СДСМ за општина Росомен. Фамилијарен, вработен како професор географ. Обшествено активен, долгогодишен учесник во општествениот живот во Росомен,
активен учесник во поранешниот фудбалски, кошаркарски и другите културни вклучувања кои на многумина од вас будат убави сеќавања. Со формирањето на општина Росома од 1996 година до 2000 година, прв председавач на Советот на општина Росома. И еве сега пред вас имам прилика и почестен сум да ја побарам вашата поддршка за едно поинакво време кое не очекува, но не само декларативно, како што беше досега, туку во смисла на суштинско и реално решавање на заедничките проблеми. Почитувани, изминатите десетина години како на централно, така и на локално ниво, власта во заменување направи силни, празни ветувања, криминал до гуша, лоши решенија. Потрошени огромни суми на пари, а никакви ефекти. Ниту еден метар урбанизиран. Го изградија тениското игралиште и после 4 години се уште, ама баш никој го нема искористено ова тениско игралиште. Денес обраснато во трева. Го проширија главниот пат на улица Маршал Тито без да го решат проблемот со атмосферската вода и сега после секој дожд улицата е поплавена. Потрошени скоро 1.100.000 денари за наводна реконструкција и проширување на локалниот пат Манастирес Трстеник, а се нема баш ништо сработено. Поплочена улицата Пролетерска пред општината и замислете, само после една година повторно раскопана и поплочена и се разбира, повторно платена. Асфалтирана улицата на населбата Гумење, не поминаа 3 месеци, на асфалтот никна трева. Последниот проект локален пат Росоман-Сирково, небезбеден, неодвоен од земјоделските површини, крајно неквалитетен, со нерешено имотно-правни односи, нерешена експроприација, неисплатена штета на оштетените граѓани и на крајот кривична пријава за градоначалникот за злоупотреба на службена должност. Промовираа стоп за дивите депонии, се огушивме во ѓубрето непристапен пат до депонијата. Најавија прекин на дивиот ископ на песокот, а направија ршум од Трстеник до Паликура. Камендол нема вода за пиење. И ова не е се. Ова е само дел од еден куп на злоупотреби и криминал направени во последните 8 години. Но оваа магла надвисната над нас ќе биде растурена на 15. октомври. Оваа најголемо зло во последните 70 години мора да замине и ќе замине како најтемен период од постојањето на Република Македонија. Драги пријатели, ги отвараме вратите кон НАТО и ЕУ и тоа е нашата перспектива. Доаѓа живот во Македонија, доаѓа живот во општина Росоман. Со ваша поддршка ќе градиме одговорно, квалитетно, домаќински. Ќе градиме по план, обезбедуваме инфраструктура за сите. Еден од проблемите во Росоман е намалената функционалност на канализацијата, изградена пред околу 35 години, а проектирана за тогашните потреби, но сега амортизирана со намален капацитет и практична пропусна моќ. Затоа имаме за цел да етапно извршиме реконструкција, проширување, санација и надградба на постоечката канализација, со што ќе се овозможни прием и одвод на сите фекални и атмосферски води. Општина Росоман изразито земјоделска со препознатлив бренд во производството на праски, но за жал пласманот на праската многу отежнат, што доведува до намалување на цената на праската, што пак влијае на материјално-социјалната ситуација на производителите, односно доведува до демотивација на истите. Затоа предвидуваме современо откупен дистрибутивен центар за откуп на земјоделски производи со ладилник и пазар на големо. Овој проект се разбира ќе се реализира во соработка со владата на Република Македонија, а исто така можно е да се реши и преку јавно-приватно партнерство. Предвидуваме отварање на младински културен центар во просториите на старото училиште. Функционирањето на младинскиот културен центар предвидува интернет кафе, бесплатно користење на интернет без алкохолни пијалици, организирање на турнири во шах, табла, бесплатни курсеви по странски јазици и разни други еколошки активности. Реконструкција и санација на сите водоснабдителни системи во општина Росоман. Иако се вложени огромни суми на пари, преку 500.000 евра последните 4 до 5 години, сепак водоснабдувањето не е до крај решено. Изградба на мост на Црна река во Трстеник. Преку овој мост се одвива целата сообраќајна комуникација на жителите од Трстеник
и сите стопански субјекти, како што е винарската визба, репроцентарот и на расаден материјал, сепарација и слично. И врска со општинскиот центар Истока Вадрци. Постои отворена потенцијална опасност од хаварија и целосно уривање на мостот, со што сите жители на Трстеник и стопанските субјекти остануваат сообраќајно одсечени. Со тоа се загрозува животот и екзистенцијата на жителите од Трстеник, доставувањето на намирниците и основните продукти и загрозена здравствената заштита, нарушени се бизнис релациите и слично. Многу години наназад во Росоман, местото наречено Плоча, како урбано катче среде населба, беше препознатливо по многу работи. Тоа всушност беше отворена сцена и место каде се одржуваа сите културни манифестации на отворено, музички настапи, разни други манифестации или со еден збор, ова место представуваше култно место за многу генерации. Денес, за жал, се распаѓа и постепено ја губи смислата и функционалноста. Со проектот се предвидува реконструкција и санација на ова место во современа сцена под отворено, со можност за придружни содржини како што е озвучување, монтажна покривка, застенска просторија, бетонирање или партнерно уредување на околината на плочата, како што се монтажни клупи, зеленино, украсни дрва. Организирано собирање, однесување и депонирање на сметот во сите населби на општина Росоман. Со овој проект се предвидува набавка на возила со компресија за собирање на отпад, целосна санација и реконструкција на патот до депонијата, селекција и забрзување на процесот на распаѓање на отпадот, односно пластиката. Денес отпадот во Росоман се исфрла со трактори на територија на општината со присутни многобројни така наречени диви депонии, а поради нерешеното селектирање и процесот на разложување и распаѓање пластичниот отпад, ветерот го расфрла и надвор од депонијата. Наместо присутните диви депонии и исфрлањето на отпадот со трактор, со набавката на возило со компресор за отпад, ќе се реши дел од проблемот со отпадот на целата територија на општина Росоман. Паралелно со ова, постојано ќе се води кампања за подигање на еколошката свест и културата на граѓаните. Ја отвараме локалната самоуправа за да може секој граѓанин да добие навремени и квалитетни услуги. Ги вклучуваме граѓаните во креирањето на буџетот и во носењето на важни одлуки. Воведуваме јавна дебата, строго наменско користење на буџетски средства. Ги поддржуваме сите демократски механизми како петиции, представки, критики, собир на граѓани и друго. Воведуваме нов модел на отворена и услужна локална самоуправа, општина за сите. Затоа ве поканувам заедно обединети на 15 октомври да излезем и да гласаме за број 19 за Бранко Јанев, кандидат за СДСМ и коалицијата за градоначалник на општина Росоман, и број 19 советничка листа носител Горан Јовановски. Заедно да стигнеме до целта за живот во Македонија, за живот во Росоман за сите. Благодарам. Продолжуваме понатаму со бесплатното представување на кандидатите за градоначалници. Во продолжение ќе ги следите представувањата на кандидатите за градоначалници во општина Грацко. Пренесуваме обраќање на кандидатот за градоначалник од редовите на ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија, доктор Жанета Чаушевска. Потоа следи представувањето на кандидатот за градоначалник од редовите на СДСМ и Коалицијата, Роберт Бешовски, а потоа следува обраќањето на кандидатот за градоначалник, независниот Глигур Коцев. Почитувани жители на општина Грацко, големо задоволство е да се биде кандидат за градоначалник на Грацко, општината во која го поминав по големиот дел од мојата професионална кариера, обкружена со многу пријатели, соработници, со граѓани, на кои им го подарив безпоштедно своето време, енергија и внимание, а посебно во последните 4 години, имајќи ја привилегијата да ја вршам функцијата градоначалник на оваа општина. Наследивме негативно салдо од неколку десетици милиони денари, но тоа не спречи напорно, упорно и посветено да работиме со цел да ги оствариме ветените проекти од програмата за што дадениот збор пред граѓаните за мене е светост.
Во периодот од 2013 до 2017 година успеавме да реализираме голем дел од ветените проекти. Изградивме локални патишта во должина од 1730 метри. Изградивме 7 улици во Грацко, 3 улици во селото Ногаевци, 4 улици во селото Виничани, во вкупна должина од 2700 метри. Ги уредивме партерно централните подрачја на селата Виничани и Ногаевци. Ја завршивме санацијата и реконструкцијата на армираниот бетонски мост на река Вадар кај село Ногаевци. Во сите населени места го подобривме водоснабдувањето како со доградба, така и со реконструкција на досегашната водоводна мрежа, и тоа примарна 2200 метри и секундарна мрежа 3400 метри. Напоредно направивме 2 нови каптажи, 2 нови бунари и 3 нови каптажи во село Виничани. Изградивме канализација во селото Водоврати во должина од 2826 метри. Грацко беше дел од 6 реконструирани железнички станици. Особено е важно затоа што имаме среќата да се најдеме на крстопатот што Европа ја поврзува со светот на коридорот 10. Во овие 4 години изградивме 3 спортски игралишта во населените места Водоврати, Кочилари и Виничани. Како најзначајно и најголемо го издвојуваме повеќенаменското игралиште во Грацко. За прв пат Грацко доби детска градинка. Поставивме летниковци и урбана опрема околу езерото Подлес, проект што чинеше околу 2 милиони денари. Да се добие можноста повтор пат да се биде кандидиран за градоначалник представува огромна чест, привилегија, но и одговорност. Затоа сега, по 4 години, после проектите кои се видливи за сите, без колебање ви велам, ни треба уште еден мандат. Уште еден мандат за довршување на започнатото и на она со кое Грацко ќе ја направиме на најубавите општини во Република Македонија. Место кое сите оние кои во минатото го напуштија, сега повторно би го нарекле свој дом, место померка на моите сограѓани и општина со широки перспективи. Почитувани мои сограѓани, за да функционираме добро, да имаме успешни резултати, да сме пред сите, потребно ни е заедништво, сплотеност и тоа сега повеќе од било кога. Грацко го заслужува само најдоброто. Граѓаните на Грацко треба да го имаат само најдоброто. Ова може да се постигне само со многу работа. Тоа е моето ветување кое го дадам пред сите вас. Ветувам работа која носи подобро. Имаме програма која значи нови победи и ново утро за подобар живот. Програма со конкретни и реални проекти, произлезени од реалните потреби и барања на граѓаните. Еве ги нашите 15 приоритетни проекти за општина Грацко. Санација на мост на река Вардар кај село Уланци. Реконструкција на 2000 метри доводен цевковод од бунарите во село Уланци до резервоарот во Грацко. Изградба на пречистителни станици за вода за пиење во општина Грацко. Реконструкција и проширување на локален пат до село Виничани. Асфалтирање на улици во Грацко и Старо Грацко во должина од 1 километар. Изградба на канализација во населено место Стопанство, изградба на нова индустријска зона која ќе отвори перспективи за инвестиции и локален економски развој и нови вработувања, изградба на тротоари и паркинзи во централното подрачје на Грацко, со што нашето централно подрачје ќе добие нов урбан лик, изградба на систем за технолошка вода во село Виничани, реконструкција на една од најважните улици за Грацко, улицата Илинденска, во должина од 500 метри, изградба на алтернативен пат за село Уланци во должина од 2 километри, со што ќе се овозможи непречен транспорт на стоки, услуги до селото, реконструкција и санација на локален пат Грацко село Долмочичево во должина од 1 километар, изградба на нова зона за домување со која што голем број млади семејства ќе го решат стамбеното прашање, асфалтирање на улици во населените места Виничани, Кочулари, Уланци, Ногаевци, населено место Стопанство, проширување доградба на детската градинка. Се што изградивме, градиме, ќе градиме и создаваме, е со цел да го направиме Грацко померка на неговите жители. Да возможиме во него да живеат и работат граѓани кои што својата иднина, иднината на своите деца ја гледаат и ќе гледаат тука во Грацко, каде демократските процеси и добриот живот се движечка сила во пулсирањето и работата на локалната самоуправа. Почитувани сограѓани,
Заокружете го бројот 13. Гласайте за мене, градоначалник на општина Грацко, од редовите на ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија, и бројот 13 за советничката листа од ВМРО ДПМН и Коалицијата. Затоа што она што го ветуваме пред вас, бидете сигурни дека ќе го ствариме. Ние ветуваме скромно, за да изненадиме со повеќе. Подготвени сме заеднички да продолжиме каде што застанавме. Новата ера во Македонија секогаш започнува од Грацко, центарот на Македонија. Од Грацко тргнуваат и победите. Ајде да ја покажеме силата на Грацко и да тргнеме со големи чекори, да тргнеме заедно, да работиме заедно. Секогаш работа, секогаш Македонија, секогаш Грацко. Јас сум Роберт Бешовски, кандидат од Коалицијата за локални избори 2017 предводена од СДСМ. Почитувани сограѓани, невработеноста, сиромаштијата и лошата економска политика, заради кои младите луѓе од нашата општина напуштаат државата, долгогодишниот нерешен проблем со водоснабдувањето во Грацко и во другите населени места, бездната во која втурна нашата општина, со направен долг од рекордни 500.000 евра и 7 годишно работење со блокирана сметка, прикачени како на инфузија на работна пропаст, беа причините и мотивот да ја прифатам кандидатурата за градоначалник на општина Грацко и заедно со вас ги промениме работите на подобро и донесеме живот во Грацко. Сите сме сведоци на долгогодишниот проблем со недостиг од вода за пиење, спроведување рестрикции и недоволен притисок во водоводната мрежа. Нерешениот проблем ги натера граѓаните да се снабдуваат од сопствени бунари и да набават цистерни. Со јасна визија и цел ќе ставиме крај на проблемот со водоснабдувањето, кој што со години го измачува Грацко и другите населени места. Изведувањето на нови бушотини и пумпени станици во Грацко, како и до изградба на постоечката каптажа и пумпени станици во Виришини, ќе овозможат нови количини на вода кои ќе ги задоволат потребите на граѓаните. За прв пат ќе поттикнеме и створиме услови за развој и изградиме индустријска зона на локацијата Вировите во Грацко за мали и средни предпријатија. Почеток за новите инвестиции во општина Грацко ќе биде изградбата на модерен хотел на локацијата на стариот мотел Интернационал, каде што меѓу другите содржини ќе има и простории наменети за продажба на локални земјоделски производи. За оваа инвестиција веќе е обезбеден приватен инвеститор. Изградбата на индустријска зона и привлекување на домашни и странски инвеститори ќе придонесат за намалување на невработеноста и за зголемување на економскиот развој на општина Грацко. Ти изработиме урбанистички планови за сите населени места во општина Грацко, со што ќе се придонесе за побрз развој на истите. Ова ќе го направиме на транспарентен начин во консултација со граѓаните од општина Грацко. Во централното подрачје на Грацко, на просторот од влезот на училиштето Даме Груев до центарот изградиме шеталиште со партерно уредување, урбана опрема, клупи, канделабри и часовник, со што општината ќе добие урбан и модерен лик. На локацијата до отпадот за Старо железо ќе изградиме терминал, паркинг за тешки теретни возила, со што ќе го решиме долгогодишниот проблем со паркирани тешки теретни возила. Спроти ресторанот Ексклузив изградиме пазар на големо, со кој ќе се подобри продажбата на утоварот на земјоделските производи. Во целост ќе ја поддржиме иницијативата за изградба на црква на локацијата пред старата општина, која е долгогодишна желба и потреба на граѓаните на Грацко. Конечно, жителите на населба Стопанство, после 17 години ветување, ќе добијат канализација. Опасноста од заразни болести е голема, бидејќи водата истекува во непосредна близина на стамбените објекти и директно влие на загадувањето на животната средина. Со зголемувањето на населбата Грацко и бројот на жители се јави и потреба за наоѓање на локација за изградба на нови гробишта. Проблемот со гробните места е присутен веќе подолг временски период.
меѓутоа не се решава од страна на општината. На локацијата која граничи со сегашните гробишта, ќе ги изградиме новите гробишта со проектирани гробни парцели. Ќе изградиме локални патишта за грчиште, за улаци. Од Чито Вардар до мостот на река Вардар, од Горно Чичево до манастир Свети Архангел Михаил. И ќе изградиме пат од Уланци до местноста Кула, која ќе возбржи полесен пристап на земјоделците од Градско и од Уланци до нивните земјоделски површини. Ќе изградиме пристапен пат до населба Лаките и реконструкција на најоштетениот дел од локалниот пат Градско Долно Чичево од свинјарската фарма до Долно Чичево. Во Градско ќе изградиме улици во Старо Градско и населба Стопанство. Ќе изградиме детско игралиште во Капетанови куќи и ќе направиме реконструкција на улицата Илидејска со тротоари од двете страни. Во Виричани, во соработка со Министерството за здравство, конечно, после долго време, ќе рестартираме работата на амбулантата. Ќе го уредиме речното корито, ќе ги доизградиме улиците и централното подрачје и ќе изградиме систем за технолошка вода. Во Рагајевци ќе покренеме иницијатива за изградба на надвозник над железничката пруга до мостот на река Вардар. Ќе ги доизградиме улиците, ќе го подобриме водоснабдувањето и ќе направиме реконструкција на резервоарот и спроведеме хлорирање на водата. И ќе направиме дополнителна заштита на речното корито кај мостот на река Вардар. Во водоврата ќе ги подобриме водоснабдувањето со доизградба на постојната каптажа и изградба на нова. Ќе ги изградиме улиците, паркингот пред џамијата и заштитната ограда на локација Селска чешма. Ќе ги чистиме 9 депонии и ќе спроведеме организирано подигнување на комуналниот отпад. Во Уланци ќе направиме реконструкција на мостот на река Вардар. Регулација и уредување на речното корито од поплавување и ерозија на брегот. Ќе го подобриме водоснабдувањето со чиста вода за пиење и ќе ги чистиме 9 депонии. Во Кочилари ќе ги изградиме улиците, спортско игралиште и ќе го подобриме водоснабдувањето со чиста вода за пиење. Во Долно Чичево ќе го подобриме водоснабдувањето од локација Кошарите, ќе изградиме централната улица во Подлес и ќе направиме реконструкција на домот за ловно-планинарски активности и ќе направиме проект за етноселски и вински туризам. Во сите населени места ќе определиме локации за доделување на земјоделско земјиште во државна собственост по долготраен закуп и ќе определиме локација за изградба на откупен центар за земјоделски производи. Во општината ќе воведеме граѓански сервис како нов начин на функционирање за да излеземе во пресед на сите барања и потреби од било каков карактер на граѓаните во рамките на општината и комуникација со другите институции и министерства со цел давање на квалитетна и брза услуга. Во поглед на даношната политика и комуналите ќе ги намалиме даноците на промет на недвижности и имот и нелогичните високи цени за подигање на смет и користење на канализација на собствениците на бунари за вода за пиење. Планираме доградба на детската градинка во Градско со цел подобрување на условите за престој и зголемување на бројот на деца. Набавка на нови играчки и помагала во детската градинка. Изградиме нови детски игралишта и паркови со урбана опрема и детски реквизити наменети за возраст од 3 до 11 години. Училишните кабинети во основното училиште Даме Груев ќе ги опремиме за обезбедување на квалитетна практична настава. Ќе изградиме нови и извршиме обнова на училниците и тоалетите во училиштето. Ќе направиме хортикултурно уредување на сите училишни дворови. Ќе основаме локален младински совет за здружување на младите заради остварување на повисок општествен интерес. Нивно застапување и подобрување на квалитетот и условите на живот. Ќе организираме културни манифестации во Домот на културата Крсте Петков Бисирков, театарски представи за деца и возрастни и кинопроекции. Ќе организираме и опремиме просторија за фитнес и бодибилдинг. Ќе набавиме опрема и инвентар за потребите на пензионерскиот дом во Градско. Ќе организираме бесплатни екскурзии низ државата. Фудбалскиот клуб Локомотива Градско
беше гордост и репрезент на општината, низ кој помина голем број на генерации фудбалери, оставајќи печат на убави спомени. Ти го реформираме клубот со вклучување на сите спортски ентузијасти и ти извршиме набавка на комплет спортска опрема. За оваа цел имаме обезбедено спонзор и потребни финансиски средства. Со активирањето на фудбалскиот клуб Локомотива во Градско ќе се врати спортскиот дух, со вклучување на младите во спортот и ќе биде инспирација и почеток за формирање на други спортски клубови. Доброволната противпожарна единица во Градско, која беше формирана пред 17 години, имаше голем број на интервенции со гасење на пожар на отворен простор и објекти, престана да работи поради грижата на општината и застареноста на опремата и противпожарното возило. Новата локална самоуправа во соработка со надлежните институции и меѓународна соработка ќе изврши набавка на ново противпожарно возило и комплет опрема за пожарникарите во противпожарната единица. Почитувани суграѓани, да се биде градоначалник на општина Градско е голема чест, но уште поголема обврска. Мојот предизвик е да се работи за граѓаните. Вашите потреби, барања и проблеми ќе ми бидат главен приоритет во работата. Ви ветувам дека ќе бидам градоначалник на сите вас. Нема да ве делам според партиска, национална, верска, социјална или полова припадност. Верувам дека граѓаните ќе ја препознаат нашата заложба за обезбедување на услови за подобар живот и иднина за нашите деца. Премногу време изгубевме, премногу шанси испуштивме. Ние можеме и мораме да ги промениме работите на подобро. Клучот на промените сте вие. Со одговорно, честно и домаќинско работење, со голема посветеност и ваша подршка може да се постигне се. Ве повикувам на 15 октомври да излезете на избори и го заокружите бројот 19 за кандидатот за градоначалник Роберт Бешовски и носителот на советничката листа Александар Јорданов. Ви благодарам. Почитувани сограѓани, на вас и лично на мене како независен кандидат за градоначалник ни престои уште еден значаен заеднички предизвик – локални избори 2017 година. Избори од кои ќе зависи дали ќе се гордееме со местото во кое живееме или ќе се срамиме од него. Во претходниот период, јас и тимот кој стои позади мене, покажавме и докажавме дека за нас изборната програма не е обично парче хартија, за нас програмата е наш завет. Верувам дека знаете многу од работите што сум ги ветувал, се исполнети и дека токму заради тоа можам повторно да ја побарам вашата доверба. Во нашата изборна програма ќе најдат место сите приоритетни проблеми и потреби на граѓаните. Во тимот се одбрани луѓе што покажале и докажале дека знаат да работат неуморно, дека умеат да се носат со предизвиците и да постигнуваат успеси. Одбрани се луѓе со кои заедно ќе ги оствариме целите и проектите во програмата, затоа ни треба вашата доверба и соработка. Ни требаат вашите идеи, вашата верба и вашата енергија. Не постои покус пат и нема успеси и чуда преку ноќ. Нема пресврт за неколку месеци. Само со многу вложена енергија, работа, труд, посветеност, истраност, честност во работата, отчетност, добар тим, добра организација, единствениот пристап за остварување на посакуваните резултати. Мора да се подобри економскиот развој со што ќе се обезбеди повисок стандард и подобар живот за граѓаните. Да чекориме заедно, да размислуваме и да действуваме заедно. Доста е од подобри. Соработката на сите нас ќе донесе повеќе за сите. На општина Градско и требаат луѓе кои ќе работат, ќе се борат да обезбедат подобри услови за живот за сите нас. Потребни ни се луѓе со дела. Позади мене стојат реални проекти реализирани во сите населени места, проекти од сите области, локални патишта, водоводи, канализациони системи, реконструирани училишни објекти, изградени спортски објекти. Овој пат излеговме со конкретна програма на мерки и активности, програма што ќе биде спроведена, програма направена во консултација со граѓаните, која веруваме ќе донесе нов импулс и нова енергија. Ќе спроведуваме проекти кои се корисни за народот. Ќе создаваме дела за подобро утре на идните генерации. Отсекогаш сме работеле проекти од комуналната инфраструктура, но и овој пат тоа ќе биде основен проблем во општината Градско. Приоритет ќе биде даден на решувањето на проблемот со водоснабдувањето во сите населени места. Значи, проектот за водоснабдување во Градско,
во село Виничани, во село Водоворот и во село Кочилари. Ќе се изгради пречистителна станица во градско и село Ногаевци. Ќе се гради локалниот пат за село Грнчиште. Секако посебно место во сите активности од областа на комуналната инфраструктура ќе најде реконструкцијата на мостот на реката Вардар за село Умовци. Неговата реконструкција е посебно важна, бидејќи поголемиот дел од земјоделските обработени површини се лоцирани од левата страна на реката Вардар. Заштитата на животната средина представува заедничка врска со која ќе бидат овозможени и обезбеден здрав и квалитетен живот на граѓаните на општината Градско. Општината ќе го продолжи партнерскиот однос со свинјарската фарма Агрија од село Долно Чичево, за да се реши проблемот со истекувањето на отпадните води од фармата, кои се потенцијална опасност за загадување подземните води кои се користат за наводнување на земјоделските култури. За таа цел треба да се направи канал за одведување на отпадните води од свинјарската фарма, со кој ќе се спречи загадувањето на подземните води. Исто така треба да се направи проект за санација на комуналната депонија и речистување на големиот број диви депонии по целата територија на општина Градско. Посебно битна е грижата за подземните води, природните водни текови од причина што повеќето населени места во општината се снабдуваат со вода за пиење од бунари кои се во непосредна близина на речните корита на Вардар и Брегалница. Општината Градско е рурална општина, каде доминантно е земјоделското производство и целокупното стопанство е поврзано со оваа стопанска гранка. Посебно треба да се спомне производството на градинарските култури, производство на грозде, постои на голем број неискористени пасишта за одгледување крупен и ситен добиток. Затоа и во иднина продолжуваме политиката на поттикнување на развој на земјоделието. Во таа насока како приоритет ќе ни биде отварањето на откупни центри со што пласманот на земјоделските производи ќе биде сигурен и по најдобри цени. Изградба на нови хидросистеми за наводнување, за зголемување на земјоделското производство. Реконструкција на пристапните патишта до земјоделските парцели со што ќе се овозможи побрз проток на стоки и услуги до потрошувачите. Социјалната и детската заштита особено е значена за зголемување степенот и вклученост на ранливите групи во општествените процеси. Една од нашите основни цели од областа на социјалната заштита ќе биде доградба на нови простори за детска градинка, каде што децата би биле згрижени. Пренамена и адаптација на одредени простори за престој на лица со посебни потреби, отварање советувалишта за превенција од дрога за ученици од основни и средни училишта, во соработка со владата на Република Македонија. Економските проблеми, сиромаштијата и невработеноста се проблеми на сите граѓани, од сите вери и сите етнички заедници. Не постои нешто посилно што ги обединува македонците, албанците, турците, ромите и другите народи што живеат во Македонија од сиромаштијата. Младите се секако најважниот дел од популацијата на секоја општина. Во тој поглед мора да се обрнува посебно внимание кон оваа категорија на граѓани која е најважен ресурс од која зависи иднината на самата општина. Преку соодветни програми финансирани од локалната власт, меѓународните институции, од централната власт, ќе ги анимираме младите за вклучување во спортот, културата и економијата. Наша основна цел ќе биде организирање курси за дообука, преквалификација и усовршување во одредени области. Како поважни проекти во област во функција на остварување на спомнатите цели во следниот 4 годишен период ќе бидат проекти за обука и преквалификација во креативни професии и занаети, одржување работници со активно вклучување на младата популација. Често пати знаеме да кажеме дека спортот е предуслов за развој на млада популација. Фудбалот е спорт кој се негува и е доста популарен во нашата општина. Затоа и во минатото интензивно се работеше на изградба на спортски објекти, кои се предуслов за развој на спортот. Фудбалското игралиште и спортската сала ќе овозможат спортување во текот на целата година. Еден од првите проекти кој би се реализирал во нашата програма веднаш е активирање на фудбалскиот клуб Локомотива кој има долга и успешна традиција. Почитувани сограѓани, сакам да верувате во мене. Ве повикувам на 15 октомври да излезете масовно на избори и гласајте за доброто на општина Градско и за ваше добро. Вие имате право да гласате. За Градско се работи. Гласајте за независни кандидат за градоначалник Глибор Косов, реден број 31, за независна советничка листа под реден број 35 носител Иванче Иванов. Ги проследивте представувањата на кандидатите за градоначалник во општините Росоман и Градско. Утре вечер, во ист термин на нашата програма, ќе емитуваме представување на кандидатите за градоначалници во Кавадарци и Неготино. Благодарам за вниманието. Изборот е ваш. 15 октомври во 7 часот се отвораат гласачките места. Имајте пријатни мигови со нашата програма.